Добро вечер уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова, вие сте на вистинската фреквенција 1 телевизија. Овој термин, овој отворен појас, обично е посветен на дебата, а како теми за дебата определив две, кои мислам дека не само неколку недели, туку барем 2 месеци доминираат во јавноста благодарение на политичките партии од власт и опозицијата. Едната тема е метлата на Заев, која уште по првиот круг на председателски избори беше бомбастично најавена. Се очекуваше денеска да ги знаеме новите министри, но и тоа е одложено за недела, но по сите сознанија како да станува повеќе збор за некакви рокади и ротации, отколку метла, нели под метла очекувате да замете нешто повеќе. Втората тема е датумот за преговори со Европската Унија, во кои исто така власт и опозицијата до бескрај се препрокува и вие не можете да сватите нели што е што. Де е датумот? Јуни, јули, октомври, успех, фијаско и така натаму, бројни изјави, и да не должам многу да ги представам гостите. Тука е Јордан Шишовски, добро вечер. Добро вечер и за Петар Колев. Добро вечер. Имаме тука една празна столица, колегата Љубиша Николовски, доцни на пате кон телевизијата, кога ќе пристигне ќе седне на масава. Јордан, како ти изгледа ова со метлава? Нели, фигурираат одредени имиња, но се добива впечаток никој нема да биде отстранет кроз од државни јасли, да кажам. Ако бил пратеник, ќе биде министер, министерот што бил ќе биде сега некаков директор. Како ти делува метлава? Мене ми делува, мислам дека на повеќето граѓани им делува прилично како шминка. Мислам дека очигледно е, измеѓу двата изборни круга се виде дека граѓаните им дадоа жолт картон на политичките елити и тоа една широка категорија на граѓани. Значи, од една страна конзервативните граѓани им дадоа жолт картон на нели опозицијата заради непринципиалноста во однос на договорот од Преспа, албанците на своите партии и, да речеме, средната класа или оние што се. Ама дали допре до сите партии тој глас? Заев, да речам, сепак рече, ја свативме, нели, опомената. Другите не ги слушнавме субјекти, веќе кој ги спомена. Да, мислам дека Заев беше доволно итар да го искористи овој момент и мислам дека ова беше чисто предизборен трик за самите избори, за да се воспостават демек еве сега. Ние го слушнавме судот на народот, но мислам дека клучниот проблем кој што го предизвика револтот кај граѓаните не се толку поединечните имиња, кадровски решенија, туку самите политики што беа спроведувани наназад, недоволното разидување со политиките на минатото. За жал, видовме дека истите актери ги добиваат тендерите, да не ги именуваме сега, старо-новите, нели, дуи се секојаш вечни. Особено дуи никој не го закача, никој не го закача, така што тука е револтот на граѓаните. А дали еден ќе го сменат од министер и ќе го заменат на друго место, мислам, не е толку важно. Од друга страна, самата партија се да само покаже дека нема воспоставен систем на селекција на кадри. За жал, дури и недостасуваат кадри, значи тоа е историски наназад, тие кадри се надополнуваат со или професори порано од правниот факултет, а сега од шарената револуција, нели? Јас неколку пати сум рекла, во сите влади во овие 30 години, без малку, има професори од правен факултет, а правна држава не направивме. За жал, една од клучните функции на една политичка партија е креирање на кадри кои што треба подоцна да владеат. За жал, очигледно дека СДСМ нема Ама и да имат еден развоен пат да почнат од долу да напредуваат. Да напредуваат, точно. Кај нас е прво вработување министер во Македонија се случува. Па и премиери имавме со. Апсолутно. Дури имавме на несрекна изјава од министерот Манчевски во однос на преговорите со Европска унија, кога кажа дека немаме кадри за преговор. Па зошто тогаш формираа влада ако немаат кадри? Така. Петар, за истото прашање. За мене беше важно после така јасно изразената порака од граѓаните дека тие се разочарани од системот како целина и начинот по кој што изгледа
државата и државноста кај нас, дека политичките елити ќе се обединат околу потребата од клучни реформи во општеството. Јас неколку пати и со вас кога сме разговарале, сме говореле на темата бирократија во нашава земја, бидејќи темата е сврзана и со метлата, и со европерспективите пред нас. Сме зборувале за таа бирократија. Затоа ние апелиравме, подсетувајќи на... Да кажам дека си председател на Граѓанско-демократската унија. Да, Граѓанско-демократската унија, подсетувајќи ја вице-премиерката Шекеринска на еден нејзин настап пред изборите, кога правеше анализа на бирократскиот систем во Македонија, каде што таа потенцираше дека владата ни е премногу надуена, но за жал и после толку силниот сигнал од граѓаните, особено за тој момент на бирократијата, гледаме дека во оваа влада нема волја да се справи со тој проблем. Многу министерства имаме. Не, ние министерства имаме малку, имаме многу министри. Ние имаме 15 министерства и 25 министри. Сега се готвиме да направиме 26 министер, тоа е 16 министерство. Се прашувам, во која нормална земја 1/3 од министрите во владата се без ресор, некакви вице-премиери кои што не одговараат за ништо. Експертите велат дека министри без ресор нема во европските држави. Ако тргнеме да анализираме колку национални државни агенции, колку, нели, како машина, како државен апарат, Македонија е најбирократската држава во Европа. Кога зборувавте за тоа дека во секоја една влада најчесто се земаат советници од правниот факултет, но за жал се уште професори од правниот факултет, но ние не можеме да се пофалиме со правна држава, до голема степен не можеме да се пофалиме и со реформа во администрацијата. И јас очекував дека кога ќе стане јасно... Сметаш дека метло и за администрацијата треба? Дека имаме прекубројна... Би требало, ако се започне да се прави реформи, ако ние навистина сакаме да врвиме по тој пат на евроинтеграција, би требало да започнеме реформа и таму, но во секоја една земја која што почнала таков процес, така наречената реформа или метла започнува од врвот на пирамидата. Тоест, вие не можете да правите реформа и на кратење на администрација, да зголемувате и да создавате нови министерства. Тоест, прво се почнува од намалување на бројот на министерствата, после се оди во законодавната власт. Ние на неколку пати, господјата Шекеринска, ние уште сме на истиот став, но изгледа таа го сменила својот став. Во предизборието зборуваа за тоа дека треба да биде намален бројот на пратениците. Ние се уште веруваме во тоа дека треба во Република Македонија бројот на пратениците да биде намален на 90 пример и од таму веќе да се почне по општините и надолу да се направи таа реформа. Но ова вака реагирам сега. Велиш да, многу се и тоа е точно. Но која е кај нас состојбата? Тоа е дека заменик министер служи за албанскиот партнер. Министри без ресор се од подмалите коалициски партнери. Доколку и на вашата партија веројатно и понудат да биде дел од некоја влада, би следувало министерство без ресор. Пратеници кои требаа да гласаат за амандманите уставни, па се измислија заменици директори во сите јавни предпријатија. Колку ваква партиска сцена со големи коалиции ни го скенира и целиот ни го дава ваков еден систем гломазен со многу министерства, со многу политички фигури во министерствата. А затоа го започнав моето излагање со тоа дека очекував после изборите да има реформа во системот, а не персонални промени. Бидејќи колку и персонални промени ние да направиме во овој систем така како што е поставен, резултатот секогаш ќе биде ист. И ова не е гениална мисла, видете ги последните 30 години како се развивала нашата земја и ќе дојдеме до истиот заклучок. Затоа ја прегрнавме идејата која што ја сподели новоизбраниот председател, господинот Стево Пендаровски, за промена на политичкиот систем и начинот на избирање и создавање на парламентот во земјава. Може би и во таа насока треба да се работи. Ако Македонија се претвори во една изборна единица и бројот на пратениците биде намален, тогаш нема да има потреба од тој пазарлак кој што вие ми го спомнавте во прашањето. Ама зошто има толку мали ситни партии кои редовно се привезок на големите? Да, затоа ќе можеме да излеземе на едни такви избори и каде што ние сме задоволни и очекуваме дека тој систем, една изборна единица ќе биде прифатен, ќе го прифатат
од големите партии, размислуваме и за европскиот модел со отворени листи, европските избори така се спроведуваат и се разбира, ние ја поддржуваме идејата и за цензус. Нормално е, некои се за, други се против, ние немаме ништо против да има таков цензус, се разбира со оглед на околностите кои што се околу нас. Зошто ни треба тоа? Тоа ни треба за да немаме една огромна коалиција во која што на крајот секој од коалиционите партнери ќе треба да биде задоволен. Ту со некој измислен чиновник, министер и така натаму. Функција. Да се јавиме, да се јавиме на избори и така да. Но мојата теза е, да, имаме многу министерства, многу функционери, но нели имаме премногу партии, да речеме, кои се ситни, мали и се со години во коалиција со ВМРО, ДПМН или СДС. Колку таа партиска сцена исто на број на жители е нешто нормално или за европскиве демократии барем. Бројот на партиите не е толку проблематичен. Ама морате да вдомите од сите тие партии. Да, но ако добијат на избори, треба да влезат во власт. Проблемот не е бројот на партиите, проблемот е бројот на членовите на партии. Кај нас имаме еден расширен систем на клиентелизам, каде што до последното работно место, чувар или како и да е, мора да биде член на партија, владеачка партија секако за да се работи. И затоа имаше една анализа според која процентот од вкупниот процент на население во Македонија е членови на партија е поголем отколку што е во Кина, која што е комунистичка на партиска држава. Има таков податок. Така што тоа е еден проблем. Проблемот на клиентелизмот, ова што го Ама кај наведовте нас за... ВМРО и СДС се фалеа со број на членство, што повеќе Да, членство. апсолутно, они се фалат, меѓутоа они создават се фалат со една армија на војници, односно всушност они го покажуваат системот на клиентелизам. Тоа е целата поента на клиентелизмот. Нешто друго што би сакал да се надоврзам исто околу оваа нова, старо нова идеја за промена на изборниот модел, која што одеднаш од никаде се појави. Таа се појави пред во текот на кризата, кога Заев се обрати и до шарената револуција и така натаму, каде што го ветуваше ова пред граѓанските организации и така натаму. Неколку пати го ветува, меѓутоа, 2 години никаде не се појави тој модел. Зошто мислиш сега дека излезе тоа како Многу е опција? јасно, ја мислам дека станува збор за вртење повторно на вниманието од поразот што го добивме деновите во однос на недобивање на датумот и сега се врти вниманието на јавноста кон некоја демек реформа, која што демек е потребна. За жал, Не очекуваш да го го променат изборниот модел сега? како и останатите закони кои што продолжија да се носат исто како во времето на ДПМН по скратена постапка, така предпоставувам дека и ова ќе се донесе на брзинка и ќе добиеме некој криво лево сечено лепен закон кој што нема да биде соодветен, но една друга работа е мислам многу побитна од изборниот модел. Македонија е парламентарна демократија каде што граѓаните не ја бираат директно владата, туку избираат партии, партиите составуваат коалиции. Ако вие имате партии кои што се авторитарно уредени, вие не може да имате демократија. Значи, пред било кој разговор за промена на изборниот модел, ние треба да зборуваме за демократизација на партиите. Кај нас партиите функционираат од горе надолу, партискиот лидер има апсолутна моќ, менува членови, менува Дали ова делува кандидати. демократски, што се например промена на сите председатели на општински организации кои доаѓа Не би било проблематично доколку би постоел демократски процес, доколку општинските комитети побараат промена на одредени кандидати, они кандидираат, гласаат и така натаму. Меѓутоа кај нас имаме назначување од озгора. Еве и кога беа изборите за председател, имавме кандидатура на еден професор, мислам беше, односно дипломат. Да. Комплетно беше игнориран. Едноставно, сегашниот председател Пендаровски беше назначен како од озгора, од самиот председател или одбор. Добро, сметате дека тие огласи јавни за кандидат за председател во партиите? Не. Па и кандидатурите се секогаш има еден кандидат на крајот. И демек Не се знае кој ќе победи и кој стои зад лидерот на партијата зад кој кандидат стои, тој победува. Ако ми дозволите да се вклучам и јас во разговорот, прво два моменти од ова што го искоментиравте. Првиот е како партиите се фалат со членство. Од една страна, двете
големи партии не убедуваат и така не терат да го поддржуваме оној европски модел, германски модел на начин на функционирање, но при тоа не сакат да одбележат дека досега нема изјава на госпоѓата Меркел која што да излезе на пресконференција да се пофали колку членови има ЦДУ. Сум гледал пресконференции, сум гледал пресконференции за стратегии, за проекти кои што треба да се развиваат во следните 10-15 години, но за членски книжки колку број има издадено од ЦДУ не сум гледал. Ме интересирала како се развива таа партија во Германија, а другото кога спомнавте за многуте партии, јас сум скептичен по тоа дека во Македонија, да, како субјекти има многу партии, но реално имате два блока, бидејќи за да имаш партија не е само да има регистрација, туку треба да има и некакви политички цели и политичка идеологија. Ако ние денеска ја погледнеме политичката сцена во Македонија, не можам да кажам дека имаме повеќе од 4-5 различни политички идеологии и различни политички цели. Левица, десница, нели, па до некаде можеби и ВМРО, ДПМН, СДСМ како стари партии имаат некаква традиција во нивните идеологија, кој лева, кој десна, се разбира дека и таму се измешани работите. Во албанските неколку партии има кои што имаат по конзервативни разбирања, другите по-либерални и така натаму, но горе-долу тука се исцрпува левица која што е вон парламентарна, ГДО има своја прогресивно конзервативна. Кај има мали партии, и тие се делат, се цепат. Да, тоа е дополнително. Така, но да се вратиме на најавената реконструкција. Денеска, има вест, се предпоставува, нели, според партиски избори, дека професор на медицински факултет ќе биде министер за култура, а банкар ќе биде за екологија. Од една страна има зајадливи коментари, но потоа ќе размислам, а што ако Министерството за правда го водеа дузина професори, направе на Министерството за здравство професори од медицинскиот факултет и ние повторно тие ресори не се такви какви што се. Што каков е вашиот коментар за вакви кадровски решенија, нели, од една област кај што се стручни, наеднаш влегуваат во политика и треба да менеджираат ресор. Пак ќе се вратам на мојата прва теза. Овој систем создава такви системски решенија и такви кадровски решенија. Кога имате една огромна коалиција во која што треба да биде задоволен секој еден од коалиционите партнери, а тој коалиционен партнер нема кадровски капацитет, се разбира дека на крајот се случуваат вакви работи. Проблемот не е во тоа што ние 3 пати правиме на иста грешка, проблемот што ако не смениме ништо, ако не направиме реформа во системот, овие грешки ќе продолжиме да ги правиме до моментот додека да почнеме преговори со Европска унија, та Европскава комисија ќе ни го реформира системот, иначе ќе добиеме блокади на соодветните поглавја за напредок. Но конкретно е прашањето. Како сметаш дека треба да се пополнуваат овие министерски функции? Според струката на кандидатот за министер? Ако зборуваме за тоа дека имаме премиер, или политичко и менаџерско искуство. Ако зборуваме за тоа дека имаме премиер кој што доаѓа од приватниот сектор, јас искрено го прашувам дали тој во своите фирми приватни, примерно тие кои што се занимаваат со земјоделска продукција, ќе донесе, да речеме, машински инженер да ги раководи. Длабоко во себе си се сомневам дека тој ќе земе такво решение. И кога знам дека тоа навистина е така, и кога ќе погледнам и дека во соседството и во цела Европа тоа е така, тогаш се прашувам зошто ние овде го правиме по таков начин. Се разбира дека човек кој што треба да менаџира определена област, треба да има познавање од таа област. Ако човек кој што е перфектен професор, сега ние на крајот ќе добиеме можеби и лош министер за култура и ќе изгубиме добар специјалист во сферата на медицинското образование. Тоест, на крајот, со едно решение, губиме двајца клучни кадри во едниот во образовниот систем, другиот во извршната власт. Но и кога доаѓале, затоа споменав, од својот ресор, повторно изостанале резултати во одредени министерства. Согласен сум, се разбира дека има и добри, има и лоши примери, но луѓе барем кои што имаат познавање од областа, многу добро знаат со што се нафаќаат. Сега прашање дека е тоа подобра опција. И прашање е дали ги избираме пак најдобрите од соодветните ресори или тие кои што се најпослушните. Тоа е вториот момент. Проблемот е повторно преска што го споменавме, што партиите конкретно зборуваме во овој случај за СДСМ, за други воопшто да не зборуваме, немаат немаат систем за креирање на кадри. Значи они немаат цел робусен
образовен систем, каде што ќе се образуваат политичките кадри, бидејќи постои голема разлика помеѓу бизнис сектор, образование, политика. Значи, некој може да е многу добар професор по било што, меѓутоа да е многу лош практичар. Друг може да е многу добар бизнисмен во одредена област, ама во истата област да биде многу лош политичар. Затоа сметам дека самите партии треба да генерираат кадри и ова е една од најголемите слабости кои што можам да ја приметам кај СДСМ, бидејќи очигледно нема доволно кадри. Да. И е многу битно, да речеме го споменавте, министерот за екологија. Македонија се наоѓа во ужасна ситуација, ние дишеме отров секоја зима. Ние не слушнавме за ниту една сериозна мерка. Некоја субвенција, некоја наситно се прави. Значи, потребно е таму да дојде некој човек што е активист. Значи, самата партија треба да си има свое тело кое што се заложува за активизам и така натаму. Да речеме, еве, позитивен пример кој што можам да го споменам е министерката за труд и социјална политика. Она беше во граѓанскиот сектор, подоцна премина во партијата, во рамките на партијата креираше политика едно друго, се појави во јавноста, беше позната по својата. Ама и ви испорачува проекти кои не го привлекуваат толку вниманието како еве ова метлата и датумот што би рекла јас. Дури би рекол дека можда е единственото министерство кое што функционира како што треба. И мислам дека сите останати министерства треба да се поучат, да стават луѓе кои што се навистина посветени во својата област, кои што се способни, кои што се обучени. Ние имаме и фондови, имаме и европски фондови, тие можат да ги пратат на обуки, можат да ги пратат на специализации. Значи не мора да назначуваат луѓе заради партиска послушност. Мене малку ми е чудно што, например, еве големиве партии си имаат нели партиски комисии. Јас очекувам додека се во опозиција дека тие ги скенираат состојбите и кога ќе дојдат утре на власт, ги имаат сите работи во малиот прст. А ние кога се во опозиција се вреска за катастрофите, а кога ќе дојдат, кога ќе го преземат ресорот, па се шокираат од состојбите дека се уште победили, така некако ни минува времето. Што мислите за сега зборуваме еве назначување директори по јавни предпријатија. Од еден ресор, вие додека ги научите проблемите, вработените, така мислам како од Марс паднати се ставаат, колку да бидат директор. И сега ова ми е интересно. Вчера се крена врева со писмото со подписи за можноста пејачот Бени Шакири да биде на МКЦ директор, нели, луѓето од културата. Еве денеска, значи тоа не е официјално, тој само конкурирал. Денеска се врти официјално партијата потврди дека кандидат за министер за култура ќе дојде од медицински факултет, а немаме реакции од овие исти луѓе. За првото говорам што кажете, за реакции во принцип. За првото што кажавте, поединци граѓански сектор, нели, луѓето од ресорот. Во нормалните држави, во нормалните демократии постои една институција која што се вика влада во сенка. Значи опозицијата секогаш формира влада во сенка, си формира човек кој што е наред за да биде министер кога ќе дојде на власт. И нема тепачки после која ќе нема тепачки. Знаеме, значи кога ќе бидат изборите, ние знаеме кои ќе бидат министри, зашто тие се спремаат со години наназад. Ама и министерот во сенка има должна е власта или министрите актуелни да ги известува, да ги добиваат материјалите и утре вие добивате подготвен министер кој располага со ги има податоците, ги знае проблемите. Кај нас тоа го нема, така што имаме едноставно адхок решенија кои што треба ли тоа како законско решение, на пример, да се стави? Ние зборуваме за министри во сенка, влада во сенка или влада актуелна кој што е, и очекуваме определени резултати од нашиве министри согласно нивната компетентност по сектори, но за тоа нешто да се случи, сепак треба да ја подсетиме јавноста дека ние имаме министри и вице-премиери кои што одговараат за цели ресори, тие не одат на работа, земаат плата, а треба да одговараат за тој дел од администрацијата кој што треба да биде реформиран согласно рамковниот договор и да биде вклопен во нашата администрација. Ја спомена Меркел преска. Не, дали во една коалицијска влада Меркел нели е во коалиција со социјалдемократи? Дали партијата си одредува кои министри мора да ги земе Меркел
Или како оди тоа не договарање? би рекол дека е точно така. Уште помалку можам да кажам дека партијата помалиот коалиционен партнер може да каже точно кои ресори на кого ќе припаднат и кои кадровски решенија. Мандатарот го носи основната тежина и тој го создава тимот и се разбира дека го носи товарот од сето тоа. Но кај нас проблемите тргнуваат од тој момент. Ситуацијата и политичкиот систем ги постава картите по таков начин што не можеш да направиш влада без помал коалиционен партнер. Во последните 15-17 години тоа е ДУИ. ДУИ е во таква силна политичка позиција во која што започнува да ти наредува буквално, и јас во ситуација да сум мандатар, кога не можеш да направиш мнозинство без ДУИ, почнуваш да се подпираш на нивните барања, немаш друга варијанта. И се случува да имаш кадар, како господинот Лика, кој што за 2 години влада и самите службеници во владата се уште не го виделе како изгледа човекот, нели, кога иде на работа и кога заминува. И ние како општество очекуваме реформа во администрацијата. Но дуи се колне во евроинтеграциите. Да, тоа може да личи на апсолутно се, но во никаков случај не е европска вредност. Тоа ви го гарантирам. Таков пример не можете да најдете во ниту една од државите членки на Европската унија. И кога зборуваме за начинот по кој што ќе ги подредуваме, нели, и надолу кадрите, се разбира дека секоја една партија треба да си ги подготвува кадрите. И помалите партии имаат капацитет. Не мора да ги покријат сите сектори 15 во владата, можеш да имаш 3, 4, 5 луѓе силни во даден сектор и во моментот кога ќе имаш политичка позиција, ако имаш добар министер, да речеме за култура, нема да бараш екологија, ќе побараш таму кај што и ќе му предложиш на мандатарот силна личност таму. Но кај нас како се случуваат најчесто работи? Се случуваат 5 министерства добиваат тој, 3 министерства и почнуваат комбинаторики, кои ќе остане празно. Имаат најсилни кадри. Се разбира, и тој начин на само до функционирање. кадрите, туку и до политичката идеологија. Да речеме, ако сте во коалиција со партија на зелените, нормално дека партијата на зелените ќе бара место за екологија. Така. Меѓутоа кај нас воопшто тој момент е комплетно занемарен. Исто така, ја спомнавте Германија, еве како еден позитивен пример. Во Германија постојат државата финансира институти, значи секоја партија во согласност од освоените гласови си формира свој институт, кој што е одвоен од партијата, е финансиран од државата и чија што цел е да ги обучува кадрите и да создава проекти во правец на поддржување на идеологијата на партијата. Да, тоа е добра идеја. Споменува едно време, ќе мора мала пауза за реклами и колегата Љубиша Николовски е пристигнат, па да искористиме овие некоја минутка и тој да влезе, а и мала пауза, нели? Јас сум тука, кога животот е убав и те обзема љубов. Кога со радост зборуваш, а уште посладко молчиш. Кога затвораш очи, кога брзаш, кога љубиш. Роса, секогаш со тебе. You can bring your friends. Yeah, bring your friends. Некои работи е подобро да ги имаш дома. Кафемат Крупс Нескафе Долче Густо Инфинисима. За брза и лесна подготовка на над 20 типови на кафе. Заедно со 32 капсули за дегустација. Имајте ја сега со неверојатен попуст од 45%. Нептун инспирира радост. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со совршена комбинација на сладкост и горчина на кинин. Пелистерка тоник. Идеална доза
сладка горчина. Поради преселба на салонот за мебел Nordic Design попусти до 40% на експонати и до 30% за нарачки. Голем избор на гарнитури и трапезариски маси со врвен квалитет и дизајн од добро познатите брендови Клерико, Нубија, Калигарис. Посетете не во салонот на Јужен булевар и nordic.mk. Кристина Дамил. Место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи и вкус. По неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Најубаво е тоа што имаш слобода. Никој на ништо не те обврзува. Ако ти е окей, супер. Ако не, раскинуваме. Раскинуваме. Го раскинуваме договорот. Аха. Фала. Врска без обврска. Нов мобилен оператор на Телекабел. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силна арома на кола. Пелистерка кола. Идеална доза енергија. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Се враќаме во студиото, го имаме и третиот гостин. Вие се враќате за прв пат. Љубиша Николовски, за доцнење од 30 минути да чуеме оправдување. Прво благодарам за поканата, второ се извинувам за доцнењето, но не беше до мене, бидејќи изумив дека имаше сообраќајка денеска на обиколница кај Скопје Север. Јас од Радишани тргнав по тој правец, мислејќи дека ќе стигнем на време. Но се уште е таму заглавено, сообраќајот не се одвива по тој патен правец. Патниците се насчуваат негде на страна кај некој од селата и секој се наоѓа кој по кој пат ќе дојде и затоа изгубив многу време да стигнем тука. Добро. А и градот одамна го прави она кај Јадрнска магистрала, има еден семафор, тој многу се чека и тука. Скопје се гради. Добро. Сообраќајните власти, да. Ако те слушнат, активно во летото работат. Да, апелираме да преземат нешто. Љубиша, ние во овој дел зборувавме, јас две теми одредив, нели, метлата и датумот за кои 2 месеци добри теми. се вртат муабетите кај главните партии. Не си слушнал, веројатно, што се зборувавме. Како ти делува ова од после првиот круг претседателски избори најавата за метлата и оно што до сега го имаме, нели, во недела списокот ќе биде, да не повторувам сега. Добро, да не бидам долг. Мојот став е следен. Мислам дека метлата беше наметната на премиерот. Тој ја прими, како што ги прима и сите други ситуации во наше политичко миње. Се зафати за реконструкција на владата, иако мислам дека тоа од пиар аспект не беше и најдобар може начин, бидејќи ние до сега не сме имале така декларативно, така транспарентно ќе правиме реконструкција и во минатите влади се случувале промени на разни министерски и заменички места. Она што е најтешко и најлесно е премиерот е во ситуација прво да менува од својата партија. Иако не се тие може најлошите министри за кои што граѓаните му упатија метла на премиерот. Знаете како, но таму е најмеко, веројатно, најтенок е конецот. Но таму некако ми одат повеќе како рокади и ротации, истите луѓе. ВМРО ДПМН од друга страна се исмева со метлата, но и ВМРО, кога се случи смена на лидерската функција, едина нова фаца ми беше Митко Кожученка, градоначалникот сега на Кавадарци, па и тој
Не, таму имаше замина. промени, сите советници ги смени, но тивко, никој не смееше да говори за такви големи сите промени. што се во раководството биле и предходно, така, нема некои факторни изненадувања. Драка, знаете како, сега јас сум новинар, но од пиар аспект тие што ги советуваат, кој ќе кажете голема реконструкција, вие на некој начин пред опозицијата и пред јавноста признавате дека не сте работеле добро, што не мора да значи одредени министри можеби на вистина не ја завршиле задачата што била доверена и нормално е секаде во свет да се заменат. Дали се тоа сега лекари, дали се не се лекари, па не може на секој место да ставите, значи се ние кои сме новинари, треба само новинари да работиме. Па пола пратеници беа доктори. Да, многу доктори во политиката. Значи, можеш пратеник да видиш, ама не можеш министар да видиш. Не гледам разлика. Добро, да завршиме со оваа тема, датумот сега. Иако 2 месеци се знаеше, се велеше јуни, јули, евентуално на есен. Потоа се сврте работата, или јуни, или крај. Велат, нели, чашата е пола полна или пола празна, песимистот и оптимистот, но дека и нас за истата работа дури ни нели која големина не може да се согласат, па колку земји биле против Македонија, биле 6, па еден демантира, па следниот ден мене тоа веќе какафонично ми звучи. Дали е катастрофично ако во октомври сепак се добија датум? Затоа што и министерот за надворешни Никола Димитров рече дека е тоа точка на перспективите. Затоа велам, секој ден има разни изјави. Денеска е Меркел која рече ќе се заложи со цела своја политичка тежина и ние ги вртиме сите тие изјави и нагаѓаме. За жал, Заев дури и се закани во екот на оваа криза. Рече дека ако не добиеме датум, ќе има избори, значи се закани дека ќе го врати, нели, ВМРО и корупцијата и така натаму, што беше многу непристоен однесување од Заев, но мислам дека ова не е воопшто изненадување, значи ако ја погледнеме големата слика, ако се вратиме наназад, значи изминативе 2 години, ова не падна од небо, ова нерасположение во Европската унија околу проширувањето. Вие се сеќавате која беше кризата во Украина. Украина потпиша некаков договор за соработка со Европската унија, холандскиот народ гласаше на референдум со 2/3 мнозинство против тој договор. Значи, и самите граѓани во Европа веќе се изморени од ширење, од проширување. Така што, мислам дека нашата политичка елита требаше да ги види овие сигнали. Посебно што гледаме дека Брекзит се одолжува. Гледаме дека се уште кризата, ефектите од кризата економска не се зацелени, а Италија веќе се наоѓа во длабока криза. Дојче банк е во криза и така натаму. Имаме геополитички проблеми со Трамп и така натаму. Така што мислам дека беше очигледно дека многу одамна, очигледно дека Европската унија не намерава во скоро време да се шири и затоа сметам дека беше донесена погрешна политичка одлука уште на почетокот на мандатот на оваа влада да се насочи целата политичка енергија на прашања за кои оваа влада не го доби мандатот. Тоа беше прашањето за јазикот и решавање на спорот за името, кои се многу сериозни проблеми, крупни проекти, многу крупни, меѓутоа целата своја политичка енергија ја вложија таму, потоа за да добијат некаков Добро, и донесени се неколку закони со 2/3 мнозинство и со учество на опозиција, но кај нас не е проблем да донесеш закон, проблемот е како се спроведуваат законите потоа, тоа е. Проблемот е што итните реформски приоритети беа недопрени. Овие два големи проблеми... Нема правда, нема мир, тоа. Овие два големи проблеми ниту се итни, ниту се реформски, ниту се приоритетни, иако се многу битни. Меѓутоа, мислам дека требаше првин да се посветиме на реформи внатрешни, на судство и така натаму, на тајните служби и целиот систем, и после да се свртиме кон ова прашање. Но дали си овие 10 години во тоа исчекување доби позитивен извештај, па ништо не бива. Еве сега и со Грција се реши проблемот, пак ништо не бива. Како тоа влијае врз граѓаните на крајот? И особено кога ќе дојдат изјави од функционери дека ако и во октомври не добиеме крајна точка на европските перспективи, Не би рекол дека ништо не бива. Има два моменти односно датумот. Прво да не забораваме дека нема месец дена од последните европски избори. Во моментот европските лидери
не можат да се договорат односно составот на Европската комисија, председателот на Европската комисија, кој ќе биде председател на Европскиот парламент, тоест самите држави членки во моментот имаат политички проблем. Европскиот парламент стана премногу шарен, има многу политички групации и групи внатре во парламентот и тешко оди тој момент. Второто нешто е и тоа што вие го спомнавте. За жал, ние како да заборавивме дека пред неколку години имавме еден доста точен, екзатен документ изработен од господинот Рајхард Приве. И вчера мислам дека беше интервјуто на европскиот амбасадор во Македонија, господин Богар, го слушав со внимание. Тој напомена на неколку пати дека очекуваат решавање на статусот на СЈО, очекуваат повеќе реформи во правосудниот систем и така натаму и така натаму. Имаше три основни столба кои што Европската унија ги очекуваше од нас. Затварање на проблемот со Бугарија, тоа се случи брзо, со Грција малку побавно, но и започнување на реформи односно владењето на правото. За жал, моја огромна жал, може да констатираме дека оваа влада не успева да се справи со такво темпо или со таква брзина која што и ние очекуваме, но и Европската унија. Од друга страна, јас сум сигурен... Но што да се верува? Постои ли група земји, држави европски кои се против, бидејќи Антонио Милошевски излезе со став дека 7 земји членки биле против, а Грција била воздржана за Македонија. Лајчек, министерот словачки, кој председава и со ОПСЕ, рече дека никој не бил против Македонија, имало против Албанија. Точно. И сега ние се занимаваме колку се, што се, имало, немало, се занемарува суштината. Согласно нашата комуникација и информации кои што ги имаме од нашето политичко семејство во Европа, ви гарантирам од тоа што ние го имаме како информација дека ниту една од државите членки на Европската унија не била експлицитно, конкретно, директно против Македонија. Имало забелешки кон Албанија, но во овој момент самата Европска унија се наоѓа во политичка криза. Прво треба да биде направена Европската комисија, да видиме како државите членки која каков баланс ќе има, какви сили ќе има во Европската комисија и мислам дека после тоа веќе ќе се разгледа и прашањето со Македонија. Но тоа не треба да ја остава владата спокојна. Би сакал да обрнам внимание на повеќе не е изостанување. Значи, реално владава не може да се справи со реформата на безбедносните служби и со реформите во правосудскиот систем. И ние мораме да го решиме проблемот со СЈО, да почнеме со работа таму, за да можеме да добиеме, нели, следниот круг токму за тој закон ќе зборуваме, Љубиша? Па, со нешто се сложувам, со нешто генерално мислам дека не би се сложило околу овие оценки за какво е расположението во Европа и што владата може да направи за кус период до октомври, ако смета дека тоа е терминот за кој што ние треба да, или владава треба да ги реши овие суштински прашања од корупција или администрацијата или она што и предстои како безбедносните реформи. Прво, мислам дека владата немаше друга алтернатива после 10 годишното владење на ВМРО, ДПМН, со сите сили да ги впрегне за зачленување во ЕУ во НАТО. Тоа беше политички консензус кој што сите партии од 90-та навака го постигна. И таа агенда некој требаше да ја реализира. Прво политички, второ што таа агенда носи и економски реформи. И трето, тоа е предуслов за решавање на сите овие тешки прашања за кои што вие и ние постојано како новинари говориме дека треба да се решат. Меѓутоа, знаете што, кога ќе ги решиме тие, ние ќе бидеме членка на ЕУ. Тоа се реформи кои што ни една земја која што била кандидат не успешно ги решил. Се уште ги решава. Но ќе видиме ние за безбедносните служби, донесен законот за оперативно-техничката агенција, сега и за агенција за национална безбедност. Но како ќе функционираат, тоа е треба да го оцениме понатаму. Најбитниот сегмент за зачленувањето. Тоа е важно и за нас, не само за ние го ценат донесувањето на законите, но проблем овде секојаш вела дека имплементација. Извештајот на ЕУ немаше големи забелешки. Да. Значи тоа што беше круцијално да го направиме, промена на име и добрососедски односи. Она каде што ЕУ заглави е следното. Прво, од 90-та наваму, кога ние се обидувавме да имаме регионален пристап, ни рекоа не, ве молиме, ние бараме индивидуален пристап.
Ние таман постигнавме индивидуални исчекори, сега не пикаат заедно со Албанија. Ама ние бевме сме соседи со Албанија. војато, како беше, вонато со јато. Па ние извисивме Хрватска и Мислам дека Албанија. она што ЕУ или некои земји членки го прават во име на сите, овие три, Холандија, Франција и Германија, се обидуваат на дипломатски начин да најдат формула Македонија да ја протнат без Албанија. Добро. Бидејќи Постои таков Бидејќи Македонија со 2 милиона народ, нити е проблем некако безбедносен за Европа, нити ќе го наруши системот на примање нови членки, проблемот е Албанија. Не дека Албанија е проблематична во овој момент, корупцијата и криминалот создава во Европа проблеми. Сега таму се пуштаат бомбите. Сега се пуштаат, мислите дека е случајно таа? Корупција на германскиот владата бил ја бутка таа идеја дека Германија навистина е неспремна за таму. Дека владата е корумпирана. Но што може нашава влада да каже каде што еден од министрите кој што е турка Македонија во ЕУ, Бујар Оспанија Дуј, па тој е албанец, тој прво треба да одработи за своите албанци тука да влезат во ЕУ, но некој не му е пријатно кој Албанија не влезе и Косово. И сега таму, знаете, влегол сега кај Меркел и замислете седи Меркел во очи му вика, молам господин Османи, но вие може да влезете, овие не може сега да влезат. Не му е пријатно може на човекот. Ова си предпоставуваш Предпоставувам, или имаш ако било така. Ама може да замислите Мисля, според новиот дали не е незамислива? новинарски жанр Дали не е кажуваш. незамислива таа ситуација? Мене ми е многу реална. Јас сум изненаден од ваквиот начин на поглед кон нештата, но пак ќе обрнам внимание на примерно како ВМРО, ДПМН и СДСМ за помалку од неколку сати, 2-3 состаноци се договорија за 4,5 милиони евра од буџетот, со кој што да се финансираат, но за СЈО со законот нешто имаме проблем, месеци наред не можеме да го решиме. Ајде последниот круг ми е за овој проблемот закон, тоа е најбитно. Проблемот е таму. А сега рекоа дека ние сепак во овој период и до октомври, ако тоа биде, нели? И Бујар Османи не се вознемирува од тоа што Албанија нема да влезе во Европската унија или да започне, се вознемирува од тоа ако не дај Боже на вистина СЈО проработи по начинот по кој што треба да работи, најверојатно тој ќе биде еден од клиентите на институцијата. И таму е проблемот. Значи се преговара долго. Малку е, нели, и сега состојбата е таква што вие очекувате од една партија во која и е замрзнат партискиот тимот, не знам, едно чудо функционери се водат истрага, самите да си ја стават јамката околу врат. Докаде треба да оди компромисот, бидејќи видовме докај водат компромисите за да се добијат гласови. Овој закон е битен. Бидејќи е закон за јавно обвинителство, но пречката е специјалното јавно обвинителство. Без истата партија беше отворен уставот, направени промените и затворен уставот. Јас не можам да верувам дека некој од владава очекува дека ВМРО ДПМН ќе биде кооперативно во процесот на создавање, тоест затврдување на специјалното јавно обвинителство, кое што утре специјално јавно обвинителство основно треба да се занимава со нивни бивши кадри и сегашни кадри. Така да владата треба да земе јасна позиција по прашањето дека ова пред се, како што кажавте и вие, ни е потребно нас, на граѓаните на нашата земја. Но нема 80 гласови, еве сега тоа е мојабетот како? Мислам дека има. Треба можеби да бидат малку покреативни. Како велеше нашиот премиер Заев, имав сериозен проблем, имав 40 и неколку пратеници, бев креативен и го решив проблемот. Нека искористи истата креативност Но и нека според го реши овој Пршинскиот проблем. договор, специјалното јавно обвинителство е дело на согласност на 4 партии. Значи не може без ВМРО ДПМН, овде не станува. Креативност, малку повеќе креативност. Тој покажа дека има креативност. Се покажа, меѓутоа носи лоши резултати, така што преку купување гласови и така натаму нема Дали да по се цена да не се донесе законот? Нема да се донесе, но и прашањето е не само дали ќе се донесе, туку каков закон ќе се донесе. Па тоа зборувам. И исто така многу битно кои кадри ќе бидат таму поставени, бидејќи на почетокот постоеше одредена еуфорија кај граѓаните, што бе да речеме против тогашната власт од страна на СЈО и така натаму. Меѓутоа гледаме дека премногу беше таа драматично поставување, премногу Очекувањата беа личности, добро, ама не постоеше држава да. каде што мислам да се чуе и да се види сето тоа што можевме да го видиме и да немате реакција. Да, но нам ни медиумите го требаат избегнуваат. тивки професионалци кои што ќе сечат. Кај нас ние не видовме никаде пресекување, многу малку случаи завршија. Така што и тој момент е многу проблематичен. Значи не знам од каде ќе ги најдат тие кадри, бидејќи комплетно кај нас и целото обвинителство и судство и така натаму е корумпирано.
Дали може би треба да размислуваат за странци од надвор, кои што ќе бидат професионалци, да речем од Италија, професионални борци против мафијата, бидејќи они знаат како функционира системот, може би од Романија и така натаму. Така што Па во Романија Лаура Ковеши се вели не затргна на крај. Љубиша. Ова е угар високо или ќе направиш гнил компромис, или нема да го донесеш. Едно ако говориме за законот, а друго е да лоцираме каде е проблемот со корупцијата и со решавање на овие случаи за кои што вие говорите, бидејќи се слагам. СЈО требаше досега да ги реши. Но мислам дека сите партии се грешат кога се тепат кој ќе го држи обвинителството. Судството е проблем на Македонија. Значи сите докази, се што е изнесено, гледате дека се одлагаат, сите процеси траат во недоглед. А како да го решиме со студиите, со судството? Како да ги решат овие случаи? Обвинителството е само една страна од процесот. Ако студијата не закажува на време, ако не ги зима предвид доказите кои што СЈО им ги дава, тоа може да трае вечно и спласнува атмосферата. Чекај, еден компликуван предмет беше крвавиот четврток, па еве тој се донесува пресуди. Ако ми дозволите, според мене во моментот последните неколку месеци има силна антикампања со јасна цел авторитетот на СЈО во општеството да падне без разлика на персоналните решенија, за тоа да не биде вклопено како институција со тежина во системот кој што утре да може да направи конкретна реализација. Да, тоа е во системот ако ми дозволите, затоа што не е баш скриена кампањата, мислам дека е отворена. Да, и консудиите ја насочивме нашата мисла. Да не забораваме дека специјалното јавно обвинителство и судиите се разбира имаше процес, господинот бившиот премиер на државата доби ефективна пресуда. Тој замина од Македонија не затоа што јавното обвинителство или судството не си е завршило работава, а ние, како општество, имаме слаба институција кој исто се вика Министерство за внатрешни работи и еден министер кој што и ден денеска е вице-премиер и министер. Ја не верувам дека постои европска земја во која што осуден бивш премиер ќе успее да ти избега и ти и денеска ќе бидеш министер во истава влада. За жал, Македонија киксна и на тоа поле. Јавното обвинителство си ја заврши работата. Судот донесе пресуда, таа стана правосилна, но човекот исчезна. Имам уште еден абсурд, изимаше плата од собрание. Точно, не требаше уште 6-7 месеци за да разбереме дека тој заминал преку багажник, не знам како. Значи, понекогаш и во мене, но и во општеството останува чувството дека големите партии, особено СДСМ и ВМРО ДПМН, по некои прашања имаат некакви договори кои се далеко од нашите очи. И тука не е проблемот ниту во СЈО, ниту во правосудниот систем. Не е во СЈО, ама сепак мислам дека и не е само таа пресуда за Мерцедесот. Стојат и многу поголеми и потешки кои што стојат. Ние не слушаме освен таа која друга битна пресуда, за кого, за кој човек. Па ние ги заборавивме дури другите луѓе што еден куп секој ден седат во судница, ги памтите имињата на луѓето колку се? Многу се. Многу се не заврши никој, нити во затвор, нити во притвор, нити ослободително. До кај се случаите? Па главните предмети се прислушувањето, кој прислушувал, Согласен сум. и второто е Титаник. Согласен сум, но не заборавајте дека суди и јавни обвинители за овие 30 години во нашата земја се назначувани од квотите на ДУИ, ВМРО, ДПМН и СДСМ. И сега ние очекуваме тие истите луѓе да направат реформа во системот. 30 години го граделе, ги назначувале своите кадри внатре, се сеќавате за тефтерчињата кои што беа, нели? И сега ние очекуваме ВМРО ДПМН да им ги скине главите во правосудството на своите кадри. Јас во тоа не верувам. За мене тоа изгледа нешто како фантастично, нема да се случи. Затоа можеби општествената, тоест јавноста, треба да врши малку повеќе притисок. Ние како помали политички субјекти, нити судија, нити јавен обвинител одговарал. Јас верувам дека во нашиот правосуден систем има луѓе кои што се способни да се спротистават на тие пракси, на тие тенденции. Но, пак ви кажувам, проблемот не е во судиите, проблемот е во политичката волја. Судиите ги назначуваат како кадровски решенија, се сеќавате на тефтерчето. Тоа значи дека судскиот совет бил маша на политичката извршна. И кај нас имаме проблем со волјата на политичарите да се справат со тоа прашање, не со волјата на судиите. Сега имаме разработена, да видиме до кога, како и што, но... Со роднината на господинот Талат Џафери, кој што е председател на собранието. Јас мислам дека тој најдобро би можел да се справи со битката против корупцијата, против господинот Џафери, бидејќи најдобро го познава. Може да знае во секој еден момент каква му е имотната состојба, што
можеби евентуално се мислам понекогаш колку и да не сакам да звучам иронично, целата оваа ситуација е малку смешна. Се разбира, треба да дадеме шанса. Некој роднина да, се разбира, треба да дадеме шанса. Ако е квалитетен и ако некако многу е чудна комбинацијата како сега... во ДУИ и кадрите на ДУИ имаат најквалитетни роднини како кадровски решенија. Тоа ме изненадува. Не дека не е возможно, но погледнете во ДУИ како само нивните кадри имаат неверојатно способни своји роднини кои што да се најдат на определени позиции. Знаете како е, дури кога ќе замине една партија во опозиција, доаѓа до одговорност на незините функционери слично, така е тоа. Јордан, ако имаш да додадеш на темава, пошто минутите ни Ајде да додадеме, значи, ова е политичка проблема во однос на специјалното јавно обвинителство и така натаму. Ајде да се вратиме во однос на оваа проблематика, корумпираното судство, да речем. Да. Денеска беше, еве сега ми текна, пресудата за убиецот на Алмир. Значи, повторно во јавноста го забораваме и затоа сакам да го спомнам да не го забораваме. Човекот беше обвинет за невнимателност во возење, каде што е јасно дека станува збор за... Имаше снимка и тоа. Имаше снимка, ја видовме сите. Никош... И тоа на национална база беше сменето, односно национално партиско така. По национално се реагира и значи, граѓаните. За обичните граѓани е проблемот. Но тоа е феномен. Зошто кога граѓаните слушаат, да речем, и во бомбите или гледаат снимка, повторно ви имате стотици, 200.000 или граѓани, тоа не им пречи и гласаат на тие силни криминали што за кои слушавме во така наречените бомби. Но не дека и тие граѓани не очекува да слушнат у бомбите нешто за своите лидери. Не е дека во одредени делови во Македонија некои партии од албанците не се примени добро. Има и графити и за ДУИ и за другите партии. Значи населението реагира, само што знаете како сега секој под некое влијание. Етничката подоба градат, нека крадат 30% од анкетираните, сметаме дека е нормално да краде тој што е на функција. И Лаура Ковеши во Романија беше разочарана зошто тие што ги суди добиваат гласови, поминуваат. Но тоа што знаме дека ќе биде најверојатно најсериозниот кандидат за јавен обвинител на Европската унија, така да нејзината позиција ќе биде сосема различна. Не се ценат повеќе во Европа отколку... И ви гарантирам дека нашиот систем ќе има многу сериозен, така, од другава страна, контрапункт во нејзино лице. Го започнавме разговорот со проблемот во системот. Затоа денеска на ваков систем, нереформиран изборен законник, нереформирани правила, се случува така да истите луѓе кои што сме ги слушале во бомбите пак да имаат 300.000 гласа, бидејќи гласачкото тело е конформистичко кон тие ситуации и очекува од соодветната партија да има соодветни позиции. Нашите ако крадат, нека крадат. Да, ама се барем наши, нели? За жал тоа изгледа така и се надевам дека со овие иницијативи за промена на системот, оваа лоша пракса ќе заврши. Добре, затоа ни е потребна Европската унија. Ние сме мала држава, сите сме роднини, пријатели, соседи и сите сме корумпирани меѓу себе, бидејќи знаете што, сега мојот прв братучет не може да не го клам негдека или мојот комшија кој што со мајка ми пие кафе, а на него комшијата со комшијата, кога ќе бидеш поголема држава, кога ќе се разместат луѓето, кога ќе дојдат и некои странци одека по природен пат, а не затоа што ќе ги викнеме дојдете, тој не ги познава луѓето, нема да реагира така. Насушто ни треба и за пари, и за политика, и за правдина. И за камшик, да, за крај. За крај малку е попесимистички или така, умерено песимист да речеме. И Унгарија помина истиот процес, па го има сега Орбан, кој што де факто веќе Унгарија не е демократија. Полска го има истиот проблем со владење на правото. Романија исто така. Така што целиот овој процес, ако ние самите не ги избркаме на клоци нашите политички елити, истите кои што не водат во истиот процес, ништо нема да смениме. Не е гаранција дека со влезот во ЕУ нема да имаме, нели, имаше и авторитарни режими. Јер Хајдер па им опна ембарго на Австрија. Знаете, има други механизми на притисок. Добро, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на 1 Ви благодарам за вниманието, но станете со програмата на 1 од мене пријатно.